Само околу 30% од тестирањата на дневно ниво ги прави државата. Останатите 70, а некогаш и повеќе. Пациентите си ги плаќаат од джеб приватно. Зошто е тешко да се дојде до државен тест? Нема ли доволно? Првиот човек на Центарот за јавно здравје за Алфа признава дека е престрога анкетата за да ви дозволат државно тестирање поради разни злупотреби и уверува дека тестови има. Се повеќе ќе треба да се тестира. И ова што го тестираме не е доволно. Али можностите се тие. Идејата на алгоритмот е да се тестираат оние кои стварно имаат потреба и да им се најде место. Значи има правила кои индикации, кој треба да се тестира, кој не треба да се тестира. Често пати се злоупотребува, се измислуваат симптоми само да се дојде, да не речем преку ред, али да се избегнете тоа плаќањето. Следи грип и настинг. Доктор Стојанов бара помош и од останатите здравствени институции. Сега имаме више 13 лаборатории во држава што прават тестови. Мене ме чуди лично зашто Институтот за микробиологија со врвни стручници. Зашто не ни се уклучи во борбава да ни помогнат? Матичните лекари долг период мака мачат со закажување на тестирање на државно. Тие бараат да се отворат повеќе термини и алармираат на повеќе нелогичности со алгоритмот, кој одлучува кој, кога и дали воопшто ќе се тестира.